Во манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓија во село Туденце се одржа божествена литургија по повод празникот Свети Ѓорѓија. Ова е прва литургија во возобновениот храм, откако ова духовно светилиште пред околу една година беше осветено. Со литургијата чино начествуваше митрополитот на Тетовско-Гостиварската епархија господин Јосиф. Дојдовме овде во подножјето на разарените планини на планината Жеден, во овој негов прекрасен возобновен манастир, кој по милоста Божја пред скоро една година го осветивме за радост на жителите на Туденце и на целиот народ на Полошката котлина. И ете не денес, токму на Ѓурѓовден, повторно тука во Долни Полог, дојдовме со сите вас заедно да ја продолжиме далечната традиција на нашите предци и од това свето место да ги упатиме своите просителни молби преку нашиот застапник Светиот Ѓорѓи Победоносец кон Шевишниот Господ Бог. Драги браќи и сестри, Светиот Ѓорѓи Победоносец потекнува од семејство на богати и побожни родители. Се родил во Кападокија, набрзо по неговото раѓање неговиот татко пострадал за Христа, а мајка му се преселила во Палестина. Кога пораснал младиот Ѓорѓи, отишол во војска и во својата 12-та година се стекнал со чинот трибун и како таков служел при царот Диоклицијан. Кога овој цар започнал страшно гонење на христијаните, Светиот Ѓорѓи истапил пред него и одважно исповедал дека е христијанин. Царот го фрлил во затвор, па наредил нозете да му ги стават на клади, а на градите му положил тежок камен. Потоа наредил и го врзале на тркало, по кој имало штици со големи клинци и така го вртеле додека врз целото тело не му било направено голема рана. Тоа го закопале во ров, така што надвор од земјата му била само главата и го оставиле во ровот 3 дни и 3 ноќи. Потоа со помош на некој маѓепсник му дале да испие смртоносен отров. Но при сите овие маки, Светиот Ѓорѓи не престано го молил Бога и Бог веднаш го исцелувал на големо одушевување на народот. Го спасувал маченикот од смртта. Манастирската црква Свети Ѓорѓија беше возобновена од пред повеќе од 2 години. Црковниот одбор од село Туденце со сопствени средства и со помош од дијаспората започна да ги гради пропратните објекти и успеа целосно да го изгради овој величествен храм, каде денеска на празнувањето на Свети Ѓорѓија присуствуваа голем број верници. Овој денешен ден е прв по осветувањето на манастирот, прва литургија, така да и владиката Јосиф не испочитува и дојде на служба тука. Како што гледате, има доста народ и тој народ ќе биде пречекан со братосестринска трпеза, а воедно имамо и културно-уметничко друштво за да биде збогатена оваа забава. Јас сум Спасовски Мирослав, член на црковниот одбор село Туденце, манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓија Победоносец. Денес е Ѓурѓовден, православен празник. Тоа представува што ни го возможи нашиот сограѓанин од ова село и селеник во Соединетите Американски држави Стоислав Димовски со негови лични средства, како и во минатото нашите иселеници во Соединетите Американски држави многу допринесаа за овој манастир да се изгради и да биде традиција понатаму. Од црковниот одбор велат дека тука не застануваат, за понатака најавуваат нови градежни активности во манастирскиот комплекс. Како што гледате, тука има фонтана, има каменерија, манастирот е скоро целосно изграден, а во иднина планираме да направиме да се огради колку што може, тоа колку што дава можностите. Сакаме капија да направиме воедно, али тоа во иднина се планира, а кога ќе биде, така да доста средства за тоа треба, па ќе видиме во иднина што ќе биде. Манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓија се наоѓа на планината Жеден над село Туденце.
Се работи за манастирска трохонхална црква која според некои податоци, базирани на научни истражувања, најверојатно потекнува од 4 до 6 век и е најстара од ваков вид во Македонија. Старите темели на црквата се пронајдени уште во 2004 година, откако на еден постар жител на селото му се јавил светецот Свети Ѓорги и му наредил на местото викано црквиште да изградат храм посветен на неговото име. Оттогаш започна иницијативата за изградба на храмот. Тој има 2 влеза, а на северната страна од објектот има пронајдено и крстилница. Целиот објект е со површина од околу 130 метри квадратни. Инаку досега државата не одвоила никакви средства за изградба на овој храм, кој се претпоставува дека е најстар во Македонија од ваков вид. Манастирската црква посветена на Свети великомаченик Георги Победоносец во Тетовска Мала Речица денес го славеше празникот посветен на својот патрон. Верниците во голем број пристигнаа во Божиот храм за да му оддадат почит на светецот, да запалат свеќи и да се помолат за здравје. Прославата на Ѓурѓовден започна со света литургија. Драги браќи и сестри, во овој убав пролетен ден, кога во природата се расте, цвета и се обновува, Светата православна црква овој ден го одредила за прославено да светите маченици од првите векови на христијанството, а тој е великомаченик Георгије Победоносец. Неговиот лик со векови свети со наземна светлина, а неговиот живот на сите маченици за верата и светителите ни сведочат дека христијанството е непобедлива сила, бидејќи тоа е дело Божјо кое ни покажува да одиме по патот на светоста и на совршенството. Денеска во ова бурно време Светата православна црква ни укажува на светиот лик на Свети Георги Победоносец и ни вели да бидеме секогаш јаки во верата. Во нашиот живот сите маки да ги поднесеме со вера во Бога и за да го победиме злото во себе и околу себе си, да со своите животи го прославиме Бога секогаш. Бог го прослави Свети Ѓорѓе како и за животот, така и по смртта, да се навоѓа во разни неволи и на оние кои што живеат со вера во Бога и да барат негова помош. Сите ние денеска, драги браќи, сите пресуваме молитви на овој свет обител за здравје и среќа, спасение и избавување на сите маки неволи в нашиот живот. Господ, Сине Боже, смилуј се нас и секогаш и во вечни векови. Амин. Одбележувањето на денешниот празник продолжи со водосвет и режење на кумските колачи од страна на неговото високо преосвештенство, митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Свети оваа вода со силата, дејството и слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Господи, кој си направил со својот збор и си наредил на земјата да раѓа многу различни плодови за наслада и храна наша, кои трите момчиња Данила кога биле во Вавилон, хранејќи ги со семења си ги покажат после тој нешто биле во сласт хранети. Сам ти се благ цару, благослови ги овие семењата од различните плодови, освети ги тие кои ќе јадат од нив во твоја слава и во чест на Светиот Ѓорги Победоносец и за спомен на оние што починале во благочестивата ни вера. Ова се принесе од твоите раби, дар Христе Боже, слава и чест на Светиот Ѓорги Победоносец. Прими го твој свет на небеса невислен твој жртвеник, во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. За новогодина на днешниот ден, на Светиот Ѓорги Победоносец, патронот на ова свето место, на овој свет манастир. Честити кумства да имате, благослов во семејствата во домовите. Чести радост ми е што денеска сум овде меѓу вас, заедно да го прославиме големиот патрон на овој свет манастир. Нека он се моли за сите вас и застапува за вас и за вашите семејства, за вас и за целиот овој град кој што го прославува денешниот славеник. Благодарам на поканата на честа, на црковниот одбор. Секогаш ми е чест и радост овде када сум, бидејќи гледам луѓе кои што со ревност и со љубов го подготвуваат овој празник.
бидејќи е со ревност и со љубов е и волку посветена. Верувате, ретко некаде кај што вака масовно ќе се одзват толку верници, но тоа е знак дека сите посветено и со љубов работиме во слава Божја пред се, за слава на Божјото име и да се велича светиот Ѓорѓе Победоносец за што повеќе и повеќе негови почитувачи, а тој да биде нивни молитвеник пред престолот на Свевишниот Бог. За многу години празник. На верниците им беа поделени парчиња од кумските колачи во кои имаше парички, кои ги определија кумовите за идната година. Годинешните кумови велат дека се многу среќни, затоа што се кумови на прославата на Ѓурѓовден во Мала Речица. Јас сум Зора Трпеска од Тетово, внукот од черката Јаков. Тасески е кум, бабата сум ја. Многу чувството е многу убаво овде, во Речица. Случајно лани дојдовме со него да запалиме свеќа. И он побара лепче, јас го зедов лепчето за него. И после дури во 5 сатот лепчето го отворивме, паричето било во лепчето. И он вика, бабо, светит нешто. И он е кум годинава, Господ го надарил кумство, кум да биде, да дојдеме на крај на службата. На крај дојдовме и многу убаво чувство е во Речица. Зора Зарковска. Чувството е многу убаво и весело и се. Прв пат сме кума, прошла година ни падна паричето и вчера дојдовме малку да помогнеме као кумство. Сега пак сме дојдени многу порано да средиме, да наместиме, да пречекаме гости, други кумови. Така, све најубаво и целата година била многу убава. Прекрасна, убава. Многу мина од присутните верници на денешната прослава на Ѓурѓовден во Мала Речица се редовни низ годините. Имаше и верници кои за прв пат се тука и се воодушевени од манастирскиот комплекс. Добро утро, среќен ден, Христос воскресе за многу години. Секоја година доаѓаме овде и многу убаво си поменуваме за здравие, за среќа, на ово убаво зеленило, да се знае православството секаде каде постои. За многу години живи и здрави да бидеме сите. Доаѓаме редовно секоја година. Убаво е туе, природа. Нека е за многу години. Среќен празник. Ја прв пат доаѓам, сум од Гостивар. Дојдов да посетам храмов. Лани била сестра ми, ама годинава е болна, не можеше. Ја дојдов со другарка е нејзине. Многу ми се допадна местово. Преубаво место, преубав храм, преубаво Свети Ѓорѓе, нека ни помогне на свите здравие, среќа и напреди. За присутните верници во манастирскиот комплекс во Мала Речица беше приредена братско-сестринска трпеза на љубовта од страна на кумовите, а дружбата на присутните верници во дворот продолжи до доцна попладнето. Во пресрет на празнувањето на Свети великомаченик Георгиј Победоносец во местноста Пештер близу Тетовско Јегуновце, вчера се одржа традиционална прослава. Мал водосвет и режење на славските колачи изврши отец Жарко Мицковски. Тој пред присутните верници посочи дека во црквата Свети великомаченик Георгиј Победоносец, која е во фаза на возобновување од 2004 година, завршен е фреско живописот. Донациите на верниците од Јегуновци и другите места во регионот, а пред се на диаспората, се можноста да се интензивира возобновувањето на овој православен храм, потенцираше свештеникот. Нивните имиња ќе бидат објавени во репортажата од прославувањето, која ќе се емитува наредните денови на програмата на телевизија КИС. На 25 јули 2004 година група млади верници воодушевени од верата, предводени од нашиот протоиерей Ставрофор, отец Синиша Ристовски, кој е архиерејски наместник во црквата Успение Пресвета Богородица во Детройт, Соединетите Американски држави, тогаш беше во служба на црквата како ѓакон, решија сите заедно токму на ова место кое што е живописно и Бог го дарувал со прекрасна природа, со благослов,
на тогаш митрополитот Полошко-Кумановски господин Кирил, сега блажен упокоен, да започнат со камен темелникот, поставување на камен темелникот за нов храм, нов бисер на герданот на Свети Климент, кој што ќе го краси ова и како убаво место. Тоа беше радост за сите почитувани, радост за целата црква, радост за јегуновчани, радост за сите околни села. Така што се собра сето свештенство, сите верници, со голема радост беше поставен камен темелникот и дарувани сериозни средства од нашите благочестиви верници за почеток на градба на овој храм. Така што од тогаш до сега, навистина будно, навистина со голем интерес, навистина онака како што ни дозволуваат и нашите можности, се даруваше, се градеше, се напредуваше, се чувствуваше жарта, духовната сила на јегуновчани, на сите наши пријатели од околните села, од Тетово и пошироко, како и нашите браќи и сестри по тело и дух кои што се во диаспората, во Соединетите Американски држави и така натаму, кои што срдечно се вградија, срдечно дарува за овој наш прекрасен храм, што поскоро да биде доизграден. И венчаше ся, молитве ся ко Господу, помиловати ся душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвало, мучеников радование, и же проповед Троица, единосная, Исаилы Твой благи Боже, и род Сина Емануила Бога. Би сакал само да кажам, уште тоа дека се надеваме дека според милоста Божја и благословот на неговото високопросвештенство митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, ова лето ќе можеме да се радуваме и на осветување на храмот Свети великомаченик Георги Победоносец во село Јегуновце. Пештер представува археолошки локалитет, односно некропола од доцниот среден век во тетовското село Јегуновце. Се наоѓа на околу 2 километри источно од селото во подножието на Жеден кај истоимената местност. Местноста се нарекува така поради огромната вдлабнатина во карпестиот дел од планината Жеден, која личи на пештера, долга и широка, околу 30 метри. Во рамки на одбележувањето на денот на македонската полиција 7 мај, а во знак на вечен незаборав, чест и пиетет, утре понеделник 7 мај во 8 часот ќе биде организирана посета на вечното почивалиште на полицискиот службеник и македонски патриот Цоки Стојановски, кое се наоѓа на градските гробишта во Тетово. Таму ќе бидат положени букети цвеќиња и со едноминутно молчење ќе му се оддаде почит и искрена благодарност на Цоки Стојановски. Од тамо во 8 часот и 30 минути ќе се положи букет цвеќе пред неговата биста во кругот на сообраќајната полиција. Не сме свесни за последиците од лажните вести и мислам дека ќе ни требаат години да сватиме кои се вистинските последици од нив, вели Ерик Бурнс, медиумски и комуникацијски стратег од Соединетите Американски држави во неделното интервју на Радио Слободна Европа. That is a very complicated question. When I was working at Media Matters for America, which is an organization that I ran in the States that was committed to combating misinformation from the right wing, from like Fox News. It's been around for a long time. It was based very much on, okay, there's a story on Fox News. If we can prove that there's a lie in that story, we would produce research that would say this is a lie, this is not true, and here's why, and send it out to all the media. But we're in a completely different category now. That sort of thing still goes on.
Now we are dealing with entirely concocted narratives like Pope Francis introduces, Pope Francis endorses Donald Trump, and that requires a whole other level of understanding, education, and resources to be able to combat that and its spread effectively. Дали сме свесни какви се последици може да предизвикаат лажните вести? I don't think we are yet. I think that everyone that I know in Western Europe and in America feels a great sense of unease about what is happening in the world right now in a way that we did not 3 years ago. And I think fake news, you can draw a direct line from that one moment to the another. It's not just about Donald Trump. It's not just about Brexit. Fake news and the prevalence of it enabled a lot of those things to happen. And I think it's going to take us years to find out what the real ramifications of this have been. But, I've been watching in the United States for 10 years, where you increasingly, it just so happens that the conservative media establishment, as in those media outlets that are openly right-wing, have been increasingly engaging in this kind of dishonest propaganda, and it has slowly and steadily divided the American electorate against itself, and America is more tense, I think, than it's been, in probably 100 years. Целосното интервју на Радио Слободна Европа со Ерик Бурунс, медиумски и комуникацијски стратег од САД, ќе имате можност да го гледате денес на програмата на телевизија КИС со почеток во 19 часот. Денес имавме променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд и услови за локални грмежи. Утринската температура се движеше од 5 до 12, а дневната од 20 до 23 степени Целзиусови. УВ индексот изнесуваше 6. Утре ќе имаме променливо облачно време со сончеви периоди и со слаб до умерен ветер од променлив правец. Попладне со развој на нестабилна облачност и поруен дожд. Утринската температура ќе се движи од 7 до 14, а максималните дневни температури на воздухот ќе се искачуваат во интервал од 20 до 27 степени Целзиусови. УВ индексот ќе изнесува 7.